Лидерите на земјите членки на Европската Унија по тридневно преговарање конечно постигнаа договор за челните позиции. Како што рече Доналд Туск, пред 5 години им биле потребни 3 месеци за овие одлуки, но и покрај тоа некои од земјите биле против. Сега ни беа потребни 3 дена и никој не беше против, вели Туск. Но и покрај единството на лидерите на ЕУ, манифестирано при изборот на најважните функции на Унијата, останува поделеноста помеѓу лидерите на двете најголеми сили, Германија и Франција, околу проширувањето на ЕУ и иднината на нашата земја и другите земји кандидати за членство. Германската канцеларка Ангела Меркел и оваа недела ги повтори своите позиции. На 5 годишнината од Берлинскиот процес за Западен Балкан, Меркел порача дека иднината на земјите од регионов е во Унијата, но мора да се исполнат и условите за членство. И незиниот министер за европски прашања Михаел Рот во изјава за Reuters вели дека надворешната и безбедносната политика на ЕУ ќе биде доведена во прашање дали ќе може да го одржи мирот, демократијата и стабилноста во цела Европа, доколку се откаже од проширувањето. Наспроти германските ставови, познат и повторен е и ставот на францускиот претседател Емануел Макрон. Преговорите околу тоа како ќе се води европската политика за Макрон биле доволен аргумент дека Унијата треба прво да се среди одвнатре пред да се зборува за проширување. Северна Македонија и Албанија ќе бидат првите жртви на несогласноста на Макрон, откако нивната желба за преговори за членство веќе беше одложувана за повеќе од 1 година, а сега и за неколку месеци, наведува Reuters. А аргументите на земјава на кои се повикуваат и незините поддржувачи остануваат. Успешно решавање на меѓусоседски спор и пример за регионот преку постигнувањето на Преспанскиот договор и извештај за напредокот со јасна препорака за почеток на преговорите. North Macedonia has clearly maintained a steady pace of implementation of European reforms. The country has met all conditions, as it was said, and it will continue by continuing to deliver tangible results in key areas identified by the conclusions, which is the rule of law, judiciary, fight against corruption and organized crime, intelligence service reform and public administration reform. Законската рамка во правосудството е добро подготвена, но потребна е нејзина имплементација. Како клуч за понатамошно јакнење на владењето на правото е потенцирана улогата на СЈО и охрабрувањето да биде постигнат договор помеѓу власти и опозицијата за ова прашање, речеш Богар при презентацијата на извештајот. Beyond legal changes, all judicial institutions need to demonstrate their exemplary and contribute through additional efforts to restoring public trust in the judiciary. The Judicial Council efforts to protect judges' independence were limited, and it is essential that it steps up its efficiency to shield them from potential external or internal pressure. Continuous efforts are needed to remove the risk of perception of political interference. Во поглед на исполнувањето на економските критериуми, земјава се уште се соочува со предизвици, нискиот инвестициски раст, структурните проблеми на пазарот на трудот и сивата економија продолжуваат да представуваат предизвици за бизнис околината. Integration with the European Union in trade and investment deepened further, exports and manufacturing output diversified further towards higher value products. However, skills shortages and the lack of skills alignment with those required by companies, reflecting shortcomings in education curricula, impair labor productivity and the competitiveness of the economy. Important investment gaps in public infrastructure remain. Но и покрај препораките земјава да започне преговори со Унијата. Министрите за надворешни работи на земјите членки на ЕУ во јуни се договорија да го разгледаат прашањето за отворање на преговори со Северна Македонија во октомври. Тие одлучија дека ова е важно прашање и поради ограниченото време на него ќе се навратат не подоцна од октомври годинава.